Но имаме остатоци веднаш до него од еден постер мост, Сарајски мост, кој што бил изграден од страна на еден турски бек. Пробај. Шо фале, сол. Не, супер е све. Добро, Оу или откубо. добро, продолжи. Наместиме ти Никола, Бобче да разбива трицепси. И тие со цел да означат свој нов почеток тука, садат 5 бора. Денеска имаат останато само 2 од нив, кои што се неми сведоци на богатото минато на Кратово. Ќе посетиме е уште еден значаен дел на Кратово, кој што денеска е преуреден, тоа е турскиот затвор. Всушност, во еден дел од историјата, овој дел бил Шишперов хан, односно нели во Остоманската империја биле познати новите места каде што одседнувале луѓето претежно кои што патуваат, додека во еден дел исто така овој дел бил и турскиот затвор. Прв пат ли сте во затвор? Па да, Сигурно? да. Добро. Така, можете да забележите дека самата архитектура на овој затвор е многу интересна, бидејќи целиот е од камен и автентично како што е изграден, само нели некои мали доуредувања за да може да опстои во оваа соседба која што е. Самата архитектура, односно со сите овие лаци што ги имаме на влезовите на проводот и на самите прозорци од страната ни кажуваат за нели оној османлиски момент на градење. Турскиот затвор бил користен нормално нели од турскиот аскер за да ги зароби, да ги затвори оние кои што бунтувале пред се против Османлиската империја. Јас ќе кажам дека еден од најпознатите револуционери што го имаме во Кратово и кој што е еден од нашите најпознати историски личности, Јосиф Даскалов, бил едниот кој што бил затворен во овој затвор. Всушност, поради тоа што одбивал да ја предаде револуционерната организација, бил заробен во овој затвор и нормално нели измачувани во потешки услови, може самите да видите како изгледале условите со самата влага што ја има овој простор и така натаму. Тој сковал план како да се спаси од целата ситуација. Всушност идејата му била го излажал турскиот аскер дека ќе ја предаде архивата на организацијата и ги води на Радин мост, највисокиот мост во Кратово, и им кажал дека таму е закопана всушност архивата, а целта му била заедно со турскиот аскер да скокне од Радин мост, да се самоубие и да го убие турскиот аскер и никош не ја предаде организацијата. За среќа или за жал не знаеме, преживува и е повторно осуден на 101 година затвор во подрум Кале во Турција, подосна е помилуван, амнестиран и се враќа во Кратово, станува учител во училиштето во Злетово, но и таму на прославата на патрониот празник е отруен, тоа што нели историските податоци го кажуваат за него накратко. Навистина исто многу значаен дел за Кратово од историското минато, што денеска се надам дека ќе добие некоја интересна форма за виднина да ја користиме за туристички цели. Нормално да се зачува традицијата, но да не се навраќаме на оние тешки моменти кои што имаат поминато луѓето во овој затвор. Доста интересно. Да. И самата енергија е многу поразлична тука. Така, може да видите дека самата поставеност во овој простор, нели, на пониското ниво од градот, веднаш до реката. Со тоа фактички го ставало по, да не кажам, постушна состојба или било како понижувачка состојба. Понижувачка состојба, може така да кажем. Какво е чувството надвор од затвор?
Слободно. Полесно се диши. Да, полесно се диши, Така тие по-слободно. тешки услови може и денеска да се почувствуваат дефинитивно. Реално Осеќа да. Некој притисок, некој набој на... Да, да. Духот има останат од тешките времиња. Така, од тешките времиња. Многу тешки воздушки имало, сигурно. Да. Сигурно. Да. Кратко по она што исто така е многу значајно е и камените мостови кои што денеска имаат останато 6 од, да кажеме, средновековието. Легендите велат дека нели уште од дамнешно минато, уште да кажеме Римската империја имало мостови бидејќи морале да се преминуваат реките кои што длабоко се всечени во карпите во Кратово. Така што мостовите секогаш биле еден од најзначајните моменти на Кратово, за да може да поминуваат од едниот на другиот крај на градот. Тука го имаме Гровчанскиот мост, еден од 6 кои што имаат останато. Всушност оваа форма мостовите имаат добиено во време на османлискиот период, конкретно овој 1832 година. Е граден паралелно кога нели богатата фамилија Гровчи кои што доаѓаат од Анатолија го купуваат сарајот, кај што е музеот денеска, и дополнително го градат мостот. Сите мостови се градени на сличен начин, или од каменот кој што е најден во околината на Кратово. Самите агли се направени од убаво изделкан камен. Познати се, нели, овој дел е познат по добрите мајстори и градители. Така што помеѓу, нели, аглите се направени од тој убаво исклесан камен, додека регуларен, обичен камен се ставало во внатрешноста на мостовите. Она што е карактеристично, повторно ќе кажам, нели, од османлискиот период, овие лаци на кои што е изграден мостот, и ова е единствениот мост кој што има всушност два лаци. И дополнително имаме кај мостовите лаци кои што даваат, нели, дополнителна можност ако надојде некоја вода да има проток на вода. Така. Кратово крие многу мистерии и една можеби од најинтересните е тоа што паралелно со градењето на кулите кои што се другиот значаен за Кратово, се на паралелно со нивното граѓање всушност се правели подземни ходници. Обично во средновековните градови се правеле, нели, зидовите да ги поврзат кулите во вид на тврдина за да може да се бранат од опасностите, но Кратово имало дополнителна стратегија, а тоа е подземните ходници. Односно целиот град бил поврзан под земја со цел да, ако дојде некоја опасност, да може со целото богатство што го имаат да избегаат низ подземните ходници. Најчесто главниот излез бил на кај планината, за да може да се спасат и самите себе си и богатството. За жал денеска не се достапни за целосна посета. Всушност, од причина што дел од нив и се преградени со градењето на куќите во подоснежните векови, и тоа биле одлични можности да се искористат како подруми, бидејќи е се клесано во карпата под земја. Но она што го имаме тука баш во овој дел под мостот е еден од главните влезови на подземните ходници, кои што се движеле према Радиниот мост. Може да кажам дека интересно е тоа што и дел од овие подземни ходници имало и неколку отвори каде што можеле да се движат луѓето, и тие што ги знаат, особено во еден каде што може да се влезе доскоро, имаше и маркери поставено на самиот пот, кој кажува на која насока каде да се движи, така што некој ако влезе кој што, нели, залута и кој што не го знае, може и да загине. Да, има многу легенди за овие подземни ходници, дека една од владетелките на Кратово, Сара, од краличната кула, која што била кула на цар Константин и царица Елена, кога дошле османлиите, таа ги, за да добие на време, ги лаже османлиите дека ќе се предаде и го фрлат клучот во реката, а само сака да искористи време да го собере целото злато што го има и да побегне низ подземните ходници. И легендата вели всушност дека никогаш не се излегло од подземните ходници, дека можеби златото се уште е заробено. Така што Кратово дефинитивно е златен град, и само треба, нели, што повеќе да се искористи
тоа што го има како културно наследство денеска. Може би денеска вистинското злато не ни е на целосен достап, иако се уште го имаме како ресурс во планините, но она што во моментот го имаме како злато е целото културно, историско и природно богатство кое што го поседува Кратово и треба да го представиме на светот. Кратово е полно, спомнав, со мистерии, но и со легенди, така што може да кажеме по некоја дополнителна легенда. Конкретно за овој мост тука сега имаме направено во едно мало мосте за целите, нели, да се оди на кеот, но имаме остатоци веднаш до него од еден постер мост, Сарајски мост, кој што бил изграден од страна на еден турски бек. Тој живел од таа страна на реката и неговата жена, кога требало да оди во Амамот, кој што е на место на денешниот хотел, требало да поминува низ Бровчанскиот мост, односно низ центарот на градот. А тука биле, нели, сите занечи ја оставале својата работа да излегуваат, да ја гледаат, бидејќи била многу убава. Да зјапаат во неја. И овој што бил толку љубоморен, решава да изгради директно мост од пред Сарајот до Амамот. Да, и затоа се викал Сарајски мост. Така си ја спасил жената. Па имаме нашал многу решение. Да. Имаме многу љубовни легенди тука во Кратово, ќе слушнете уште многу. Па Кратово е богат град и богат бил од секогаш, така да се случувало се, од се по нешто. Има, дури имаме, ќе споменам, кратовските тамбураши. Така. Имаме уште неколку останато од нив, нели, кои што се живи и се уште ја негуваат таа традиција. Имаат една песна која што велат кратовчани, кратовчанки, љубов си водат, но само тајно. Така. Интересно е, нели, во овој дел, баш во централниот, на тука поминува Табачка река се вика, од другата страна имаме и Сарајска река, се спојуваат во Кратовска река. Баш на Табачка река имаме неколку мостови, покрај Гровчанскиот го имаме и Чаршискиот мост, или уште го нарекуваат Царски мост. Да. Тој мост е доста значен, бидејќи има и за него една интересна легенда. На самиот мост имаме, нели, ознака дека 1804 пуштен во употреба. А легендата вели дека всушност кога самиот султан решил да го посети познатото Кратово, кое што било толку богато и давало толку многу на Османлиската империја, кога дошол во Кратово, сакал да остави знак на неговото доаѓање, некој подарок, и ги прашувал граѓаните во центарот на градот што им треба. Сите кажувале различни работи, додека една бабичка која што секој ден поминувала по стариот дрвен мост низ чаршијата кој што, нели, имал гредиото згора, се плашела бидејќи бил несигурен и сметала дека и на Кратово му треба нов мост. Ама продолжил султанот да прашува што и како, за да на крајот на вечерта требало да помине од другата страна на градот за да преспи. Што би рекле кратовци, пујазак. Појазак. Да, му било Кај треба страв. да одам сега, да. Му било страв да го помине самиот мост и тогаш всушност сватил дека треба на Кратово да му се изгради мост, како што рекла бабата, не можела да поминува со коњите за да оди на пазар во чаршијата. И така што решил дека ќе го гради мостот, го изградил мостот, бидејќи, нели, во тоа време султанот, локалното население бил цар за нив, го нарекувале цар. Самиот мост го нарекле Царски мост, а и денеска малата која што се наоѓа од таа страна се вика Царина мала. Тоа е ова. Од левата страна и мостот е веднаш пред нас. Тоа е овој мост одек. А Кратово и неговите мостови кријат многу убави приказни. Неколку од нив слушнавме и сега, но сега е време да продолжиме на нашата следна дестинација. Ова денеска ни е како едно мини паркче тука во Кратово. Инаку доста култно место би кажал. Се вика Карши Бавча, каде што тука биле најдобрите игранки на времето во Кратово. Овој дел е заштитен заедно со старите борови што ќе ги посетиме подоцна. А исто така тука се наоѓа и спомен костурницата на загинатите од НОП, како и некои бистина значени
револуционери од Кратовско. Сега се движиме кон Видиковецот, од кој што има прекрасен панорамски поглед на Кратово, каде што може да се види таа негова амфитеатрална поставеност директно нели во вулканскиот кратер. А пастрамалија кај ќе дое на ред? На крај. Пастрамалија на крај. Може да ви објасни за едењето, сакате на Не, крај. ја му објаснуј дека дека е пастрамајка, Да. а пастрамалија е дот. Па Така може е. кај ќе седнемо да збориш и за Зване едење. Може, може. Да. Јас сум зването Александри, знаеш колку пастрамајки со димено место со ова Тоа е пастрамајка. Е, да. Покрај целото културно богатство со кое што располага Кратово, не е за занемарување и природното богатство што го има. Кратово лежи на кратер на изгаснат вулкан кој што бил активен пред 2 милиони години и всушност една од легендите за името Кратово доаѓа токму од ова, односно од кратер, дека лежи во кратер на изгаснат вулкан. Поради тоа што има богато рударско минато Кратово, особено со златото. Втората легенда за градот е дека е настанала во време на Османлиската империја, кога на арапски бил скован зборот кират, што е аналогно на карат, мерката за злато, и ова, што значи место, односно буквално преведено златно место. Постојат и други имиња за Кратово низ историјата, како што е Кратискара и Коритон, односно Коритон бидејќи наликува централниот дел како корито, бидејќи реката е длабоко всечена во самите Карпи. Можете слободно да видите дека Кратово има амфитеатрална поставеност на градот, и тоа е токму поради што се наоѓа на неколку помали ридчиња, кои што се во центарот на градот. И она што е значено дека е еден од повисоките градови во Македонија, всушност централниот дел, кој што и најнискиот дел е на околу 610 метри надморска височина, додека краевите на градот веќе одат на 710 метри надморска височина, што има некаде речиси 100 метри разлика во надморската височина. Еден од првите погледи што секој еден кој што доаѓа во Кратово ги има е токму на овие два стари бора кои што ги имаме тука. Доста се интересни и привлекуваат многу внимание, а пред се поради тоа што имаат многу интересна историја, односно нивната историја датира уште од времето на деспот Јован Оливер, еден од владителите во Кратово, крајот на византискиот период тука. Така што тој со цел да ги оживее повторно рудниците во Кратово, носи од Шлезија и Саксонија, германски племиња, тоа се денешни региони во Германија и Полска, ги носи нив како искусни рудари во целиот дел на Осоговските планини, меѓу кои Кратово, и тие со цел да означат свој нов почеток тука, садат 5 бора. Денеска имаат останато само 2 од нив, кои што се неми сведоци на богатото минато на Кратово. Колку се стари? Стари се речиси веќе 7 века. 7 века. Според легендата, некаде на почетокот на 14-тиот век нели се садат, така што веќе долго време обстојуваат. Има различни легенди, односно и видувања за нивната старост, но старост на една од најпознатите легенди е таа. Овие што ги спомнав, Шлезите и Саксоните дури си имале своји населби во Кратово, едно од најпознатите токму и Шлегово, селото кое што е едно од поблиските до Кратово.
на некаде 3 до 4 километри се наоѓа од Кратово, токму тие таму имале своја населба, како и во погорниот дел на градот кај Латишничка река, исто имале своји населби каде што живееле, но исто така работеле во рудниците, топеле руда и понатаму се изработувале и монетите. И уште еднаш ќе спомнам дека овие два бора се тие сведоци за нивното постоење тука во Кратово. За жал другите три се имаат уништено, односно едниот паднал од старост, другиот бил удрен од гром, а третиот бил исечен кога се правил патот. Преубаво. Од чаршијата, поминувајќи во Чаршискиот мост, од десната страна имаме една од најпознатите кули во Кратово, тоа е Саат кулата. Кога станува збор за кулите, мора да се каже дека во минатото имало повеќе денеска, всушност и Кратово градот со највеќе останати кули од средновековието. Биле градени пред доаѓањето на османлиите, крајот на византискиот период, и нивната цел била одбрамбена. Најчесто било чувано рудното богатство и златото, и тоа на најдолните катови кои што имат и најдебели ѕидови, дури над 1,5 метар дебелина. Ќе влеземе во кулата и ќе ја разгледаме убаво и неа. Од тука веќе може да се види самата архитектура на Саат кулата. Градено е, како што споменавме, и со мостовите. Од страните аглите се со убаво издалкан камен, во средината обичен камен. Оваа кула го има добиено името затоа што во почетокот на 20-тиот век има поставено часовник да го означува времето во градот, и од католичката црква било подарено и звоното. Подоцна, за жал, кога бил однесен на поправка, никогаш механизмот не бил вратен. Сите други кули ги имаат имињата според своите последни собственици. Денеска Саат кулата е претворена во музеј и ги имаме поставката Кратово низ историјата, низ вековите, како што одиме од најнискиот кат кон повисоките, одиме од постарата кон поновата историја на Кратово. За сето тоа да ни стане појасно, ќе влеземе внатре во неа. На првиот кат, односно на преземјето на Саат кулата, кој што всушност е делот кај што се чувало богатството, немаме никакви отвори, односно ѕидовите се толку дебели, повеќе од 1,20 метар, за да може да биде безбедно се она што се чувало. Денеска се чува исто така многу значајно нешто за Кратово, а тоа е едниот пронајдоците кои што последните години беа пронајдени на локалитетот Цоцев камен, неолитска печка која што била користена претежно за подготовка на керамички садови. Едниот дел е оригиналниот, другиот е реставрација направено и тука изложено во Саат кулата може да се посети, како и една од рачните мелници кои што биле користени за мелење на жито. Од другата страна, таму, имаме еден питос со поголеми димензии, бил користен за чување на жито, така што најчесто се копала дупка во земјата, се ставал питосот, керамички сад, и во него се чувало житото за да обстои во текот на поладниот период. Но она што може би и за мене лично е најинтересно се сликите од карпестата уметност кои што тука може да се видат. Генерално, тука имаме две фотографии кои што се од самиот локалитет Цоцев камен, на кои што имаме различни карпести уметност, односно представена уметност уште од пред 8000 години. Може да се забележат на тој локалитет повеќе такви фигури представени, најчесто од околината што им представувало, дури се смета дека има некои знаци кои што се уште не се дешифрирани, представувало некој вид на писмо преку кое што тие комуницирале.
Навистина е воодушевувачки и после толку години се уште да стојат тие цртежи на самата карпа и секој еден кој што сака да ги посети, може да се воодушеви од сето тоа што го имаат оставено луѓето кои што во младото камено време живееле на овие простори. Веќе во сокачувањето на вториот кат имаме малку од историјата, од поновата историја после, неолитот. Тука имаме представено дел од археолошките наоѓалишта во Кратово. Ова е Цоцев камен кој што го споменавме долу и тие карпите, како што и во музеот имаме поставка од последните истражувања што се направени. Меѓу значените локалитети што ги има Кратово и локалитетот Камени кукли, кој што има многу интересна легенда. Всушност легендата вели дека имало едно момче кој што во исто време имало две девојки и не знал со која да се ожени. Едната била многу убава, но сиромашна, а другата била многу грда, но премногу богата. И на двете им закажал свадба во изден и одлучил дека утрото ќе се одлучи за која ќе се ожени. Така што во утрото се одлучил за богатата која што била грда. Другата, кога слушнала дека има музика во селото, во долниот дел на селото, бидејќи таа била во горниот, се израдувала дека имало и некоја друга срекничка што во истиот ден како неа прави свадба, па излегла да види која е таа срекничка и кога го видела нејзиниот вереник дека се жени со друга, ги проколнала да се скаменат сите, па дури и таа, така што централните фигури на камените кукли ги представуваат младоженецот и невестата, кумовите, старосватите и сите гости. Тоа е легендата за која што локалното население има, која што ја раскажува за овој локалитет. Инаку ова е терен каде што за време на големите езера се таложела прафта и чадот од вулканот и се формирале овие меки карпи, туфови туфити, кои што пред со повлекувањето на водата на почетокот било рамно плато, а по дејство на ерозијата на природните фактори се имаат формирано пред 10.000 години овие фигуринки, односно фигури кои што наликуваат на луѓе и поради тоа ја добиле и оваа легенда. Можеби еден од толку неоткриените и непознати, а многу значајни локалитети што ги имаме во Кратово и археолошкиот локалитет Големо градиште во Конјух. Некаде дел од ова е познати како Златен град и се претпоставува дека тоа е античкиот град Транупара кој што е споменат и во првата римска мапа Табула Поетингеријана. Пошто е значаен, се уште се вршат ископувања на тој локалитет, бидејќи бил многу значаен и крстопат помеѓу тогашните и денеска значајни балкански градови. Пошто е значаен е ранохристијанската црква која што е најдена таму, ротонда која што е во централниот дел како круг, поради тоа се вика ротонда, што е многу ретко да се види во христијанскиот свет. Интересно е, тука имаме некои надгробни плочи пронајдени од хеленистичкиот период, од понатаму од римскиот период во Кратово. А она што е интересно, тука имаме илустрации и фотографии од рударењето во Кратово и монетокувањето. Така што имаме тука една рударска јама представена, а на почетокот најчесто на рударските јами, особено во делот на Плавица, биле клесани на почетокот, бил клесан Херакле, богот на рударите, заштитник. Тука имаме илустрации од германските племиња кога дошле во Кратово, како копале руда, како ја топеле рудата и како изработувале монети, конкретно ова е илустрација од некаде од почетокот на 15-тиот век. Така што тука имаме и различни монети представено. Ова е од 6-тиот век, византискиот период, може да се видат некои монети, златни. Додека од другата страна тука ги имаме и османлиските
монети, сребрени и златни, може да се забележи тука и арапското писмо, кое што било представено на нив. Тука имаме неколку фотографии од накитот кој што е изработуван во Кратово, претежно златниот, затоа што едни од најпознатите занечи биле и кујунџиите. Така што Кратово било доста значајно и во тој дел, што го движило градот и економски и трговски покрај се другото. Во овие малите долапи имаме дел од рударската опрема која што била користена од локалните рудари. Најразлични алатки кои што биле употребувани, а нормално изработени од локалните занаечи во Кратово. Спомнат беше и Јован Оливер, еден од деспотите кој што е многу значаен за Кратово, така што имаме неговата илустрација тука, кој е всушност и ктитор на Лесновскиот манастир. Лесновскиот манастир во минатото бил дел од Кратовско, така што е многу значаен центар за историјата на Кратово, во религискиот дел и во книжевниот нормално, како и во едукативниот, образовниот дел на Кратово. Тука ги имаме представено и неколкуте цркви кои што денеска обстојуваат во Кратово. Црквата Свети Јован, која што денеска е главната соборна црква, црквата Свети Никола и најновата црква што имаме посветена е на Свети Ѓорги Кратовски. Кога станува збор за Свети Ѓорги Кратовски, мораме да споменеме дека тоа е значајна личност од Кратово, која што има оставено можеби еден од најголемите аманети на Кратово и кратовци. Негова илустрација имаме тука горе. Тој бил млад човек, единец во семејството на Сара и Димитар, кој што го одгледале како момче кое што длабоко верува во христијанството, религиско образование има и бил еден од најзначајните, најдобрите млади кујунџи, односно обработувачи на злато во Кратово. Тоа го приметиле османлиите и често пати го терале да смени религијата, да се потурчи, но тој постојано одбивал бидејќи имал верба во христијанството. Така што со цел да се скрие, мислејќи дека ќе се скрие, пребегува во Софија, во поголем град, но и таму го пронаоѓаат и на 18 годишна возраст, последен пат, ова е всушност и представата пред кадијата, кога одбива повторно да го прими исламот и бил осуден да биде спален жив во центарот на Софија. Така што на плоштадот во Софија на само 18 годишна возраст, 1515 година, жив го палат и после неколку години православната црква го прогласува за светец, а официјално 2002 година тој е патрониот празник на Кратово, патронот на Кратово, што го прославуваме празникот на 24 февруари секоја година, како главна прослава на плоштадот во Кратово. Така што наредна година слободно повелете на централната прослава. Еве кон вториот кат на садат кулата се движиме токму помеѓу ѕидовите. Значајно да се спомене тука дека имаме пушкарници, односно отвори кои што биле користени за наблюдување и бранење доколку има потреба. Сепак биле одбранбени згради кои што биле направени и после во подоснежниот период османлиите кога доаѓаат ги преуредуваат претежно и дури ги користат за живење, така што овие катови биле користени и за живење по горните, особено највисокиот кат каде што била и гостинската соба. Тука конкретно имаме една многу интересна фотографија од 19 век, почетокот на 19 век, каде што се гледа централниот дел на Кратово. Забележуваме некои од кулите и мостовите кои што денеска не постојат, како што е Сарајскиот мост. Но исто така и забележуваме 4 џами кои што денеска не постојат, а биле во централниот дел на Кратово. На овој кат исто така имаме представено и револуционери од време на илинденскиот период,
и полуснежниот период од 20 век. Меѓу кои најзначајниот ни е Јосиф Даскалов, кој што е еден од основачите на Кратовскиот револуционерен реон. Тука имаме представено и дел од четите на војводите кои што биле во Кратовско, како и знамето на Кратовскиот револуционерен реон од 1903 година. Представен е тука и од другата страна дел од животниот век на Јосиф Даскалов, односно револуционерот кој што бил заробен во Кратовскиот затвор. Имаме представата на Кратовскиот затвор, како и Радиниот мост во оригиналната форма, првична, од која што се фрлил Јосиф Даскалов со цел да се самуе за неа предаде самата организација. Во овој дел тука имаме дел од оружјето кое што било користено за време на Илинденскиот период. Еден од гимеджиите токму потекнува од Кратово. Всушност Павел Шатев е од Кратово, кој што бил дел од она група која што го бомбардирале бродот Гладоки Вир. Целта била после тоа да се самоубијат, но тој останува жив и подоцна станува првиот министер за правосудство на Македонија во рамки на Југославија. Денеска и основниот суд во Кратово го носи и плоштадот во Кратово го носи неговото име и пред основниот суд имаме неговата биста, кај што секоја година одржуваме панихида во негова чест. Одиме и кон последниот, можеби најубавиот кат за одмарање во Саат Кулата, каде што може да се примети дека е уреден баш како гостинска соба. Карактеристично за османлискиот период, овие миндерлаци, така ги викаме, места каде што може да се седне, слободно седнете, одморете после толку одење, навистина може да земеме заслужен одмор малку. Да ја сетим атмосферата и убавината на сето. Така. Токму тука може да ја погледнете конструкцијата на која што стоел механизмот за часовникот и конкретно може да се види интересната архитектура која што имаме, оние сводови, на некој начин полусводови кои што ги имаме тука. Карактеристично оно што исто можеме да го забележиме кога ќе посетиме Саат Кулата, се овие фотографии кои што ги имаме над зидовите, а тоа е благодарение на музеот на град Кратово и еден негов работен, кој што презема иницијатива да соберат фотографии од кратовски свадби во 20 век, па така може да се видат повеќе семејства од 20 век и нивните свадби, не само од македонското, туку и од турското население кое што било тука во Кратово. Вие зборите со неја, земете го овој? Чести до нас зборите? А ќе се слушате ли вие? Од мене зачино заставање од тебе солта од кафанџијата кебапите. Може, договорено. Царевка. Добро. Стави Царевка, јас сум од Поланко, Дубровница. И се вика Царевица. Стави па после ќе ти Колку кажа. да става? Целото бе? Цело. Нас им руска го викам. Да, Царевка и у Поланко, таму у Дубровница каде мајка. Морска сол,
Ручеш солено или? Посолено ручам, да. Значи гледа се, ово е морската сол. Мајка на зачино е, коде нас е ноктец. У Турција е кари. Аха. Помириши бе? Иде. Држи, ова. Мајчината душица. мајчина душица. Строни га. Руташ љуто? Да. Ова ги чушките. Ставя. Поби и за домаќин го бил. Докажа. Стави. Рецептот Да е на кажам, рецептот е на мајсторот, а силата е моја. Ќе видиме колку успее. Ваша, ќе кажеш ово кој? Ќе кажеш ово кој? Ваша вода, моја маја. Да. Чекай, дај. На уто е за арома. Стави. И се, не мора да идеш у Куманово на аеробик и на фитнес, повели. Чукај. Треба да чукам да голе. Пробивај, појачај. Малку посилно. Ој Боби. Посилно, посилно. Да се биде шабра од мене. Немој фиру да пушташ, значи. Не, ја брат. сега На танане да си ga тирам ја. Не заплуи како волу зење. Попуштено малку. А 30 ти знаеш ама боли руке, брат. Чекај да пробам мајстора. Чекај да ги сцема, да пробаш, да видиме што ќе биде, нема да треба да пробам мајстор. Па да каже бива ли га чирак или не га бива. Пробај. Шо фале, сол. Не, супер е све. Добро, Оу и љутково. добро, продужи. Наместиме ти Никола, Бобче да разбива трицепс. Па чекај бе, ја на шанк малку ли работа. Чекај да се. видиш како е. Кажете му. И после зашто стари мужи биле јаки у старо време мужи. Кога се брат, 3 муштери да му дојде помалку е. Види, ово искуство, ретко куде у Македонија можеш да го доживиш. Да. Сам да си правиш тоа што ти се јаде. Да, али за тој брат е туја и кој сака може да се Може да закаже дојдете у Кратово и да си дојде у Кратово. и сами да си ga направите. Повеќе рецепти. Мајсторе, Да не го преарнимо. Не. За најаци го положил. Ово е како медаља. Ово е за тебе. фала. Чекај сега за нега да оценемо. Чекај ке... Још има да клачиш ти Бобче. Многу мириш. Брат, знаеш кој укус има? Па да, Радимо. не могу. Ајде. Чекај. Чекај. И док седнем у кафану ќе Чекај. Кај си ти? Ова е за дарета, бе. лудри. Да не се пати људско. Само се ти смеј. Сир ти гледат. Брат, јаш. Магаре знаеш зашто го водим Работемо, на... бе, брат, видиш Магаре дека знаеш сме зашто го носим на свадбу. Да носи, брат, детето е. А не совети да... Да дели. Фатиле камерите. Повели? Кој зашто е учил? Фала многу. Боби терес. Чекај сега.
сега за дарата еве га. Се за дарата па за комшија ќе фати. Па не, за комшијата. Ќе фати тер. На кога мислиш? Чекай, појаче, појаче. Даре, оди. Оди пати камера. Оди стварно. Ајде. Да се сменим. Ајде, Даре. Ајде да видимо теретана. Ајде иш како ги пичиш. Сви мислив дека ми немамо човека за овакви работи. Имамо, еве га. Роден. Еј, Ој камен ќе стопи. Баско, не. море нежно га тер. Удри појако. Ја тактички ора да го погаѓам. Молим те нема. Дали ќе брзо немамо батерија на камера. Док има. Стоп. Чекай, да извадам. Ајде. Ајде, Даре, удри. Момче, што плачеш? Мене стекне по-убаво да ти кажам. И гледај у екранче. Гледај екранче што снима. Директно Дарета кој да га манда. Маестре. Положил си испит, маестре. Положи. Тргни Положи. кюскија, чекај да извадува една младена. Тоа е ќе Овој куски. Чека. Ако си дебел у школа, се вика дебел си како дебек. Ако си туп, не знаеш математика, вика туп си како кескија. Чекай, сега ќе. Па нај. Сега вратите на време да го терам, да. Може бе? Може бе, брат. Може направи. Ја не викам на ние што контактува, викам да се гомната да се. Само една секунда сега, може ли само дека да доврши? Ајде. Ајде, младен, За мене, седи ти. чекай само Ајде, слика. младене, земи си ова. Тоа е, да се разберемо. Ваша вода, моја маја. Тако е. Седеш у кафана, да се разберемо. Од мене солт, од вас кебапите. Бива, договорено. Ама ќе кажеш на втората седенка, од мене добро вода, од вас бело вино. Договорено. Мило ми беше, да. Драго ми беше. Повели. Колку сме дужи, бе? Жив и здрав. Многу ми беше драго што запозна ваков човек. Значи, мило ми е да бубули се да си го земам Никола. Чека, не може брат Искам цело да- пут. Разбрали Жива се. легенда, разбра се, да. Тоа е тој Никола. Што е бе овој? Покрај сите убавиња што ги видиме овдека у Кратово, најубаво што ќе пробаш овдека ти е пастрмајка. Кратовска пастрмајка у Александрија. Не е пастрмалја. Не. Па што е? Пастрмајка. Пастрмајка. А што е разлика измеѓу пастрмајлио и пастрмајку? Па пастрмајка е поубава од пастрмалја. Имамо стручно лице кој ќе ни каже што е разлика разлика? измеѓу пастрмајлио и пастрмајку. Чекај. Добро. Изволте. Разликата е што самата пастрмајка е мајка на сите таков вид. Всушност има разлика за тоа што тестото кај нас го правиме малку на подруг начин, е многу помеко и се топи во уста, ќе пробате. И главната разлика е месото кое што го користиме, тоа е пушеното месо. Начинот кај нашето се уште гостителските објекти сами си го произведува, што дава на вистински шмек на самото јадење. А интересна е и легендата за пастрмајката која што вели дека имало некое семејство, нели посиромашно во тоа време. Така. Кога децата излегувале надвор да играат, мајката и кога ги останувало тесто од лебо што го печела, најчесто ставала по некоја мрвка од пастрма Така.
која што ја печела и им го давала и децата често пати викале пастрма мајка. Така и така И старала. затоа настанало името, тоа е една од легендите. Наку нели оригиналното е со месо од пастрма, Така. додека денешната верзија што имаме е со свинско месо. И слободно сега може да пробате. Покрај сите богати вкусови што ги има Кратово, може би кралица или мајка на сите пастрмајката. Така. А вие немој да заборавите кога сте во Кратово да дојдете во Александрија и добро да се најадете. Се надевам дека уживавте во оваа наша авантура и од убавините на Крива Паланка и Кратово. Досегашните историски факти претпоставувам дека некои ги знаевте, некои не. Нашата авантура не застанува тука, продолжува на друга локација следната недела. Следете не и кликнете subscribe.